13 лица, меѓу кои 4 косовски државјани и 1 хрватска државјанка, се под истрага на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и управата за финансиска полиција. Тие се сомничат за даночно затајување, перење пари и измама со поврат на ДДВ, при што досега се уапсени 7 лица. Истражната постапка, која траела 2 години, открила дека групата фиктивно тргувала со нафтени деривати преку мрежа од компании, со што од 2014 до 2023 година го оштетила државниот буџет. Биле издавани фактури со невистинита содржина, продажбата во готово не била евидентирана, а странски државјани формално биле именувани за управители без регулиран престој. За уапсените е побарана мерка притвор од 30 дена, додека за останатите 6 лица, 5 иностранци и 1 македонски државјанин, ќе се определи мерка во отсуство. Во тетовското село Отуње мечка се качила на тераса од семејна куќа во потрага по храна. Семејството кое било внатре во куќата ја снимило сцената со мобилен телефон. Мечката стоела на маса на која имало оставено храна. Слични појави се забележани и во околните села Сетоле и Едоарце, каде камери за видеонадзор регистрирале мечки како се движат низ населените места, уништувајќи сандаци со пчели и предизвикувајќи штета. И минатата година беа пријавени слични инциденти во различни региони на државата, а снимки со мечки се почесто се споделуваат на социјалните мрежи. Се зголемува загриженоста поради нивното се почесто присуство во близина на куќи и патишта. Европската унија во 2024 година забележа раст од 6% во производството на свеж зеленчук, достигнувајќи 62,2 милиони тони. Најголеми производители се Шпанија, Италија и Франција, кои заедно учествуваат со 55% во вкупното производство. Производството на домати порасна за 5%, на моркови за 6%, а кромидот забележа најголем скок од 11%, достигнувајќи 7 милиони тони. Италија доминира со домати, Германија со моркови, а Холандија со кромид. За разлика од зеленчукот, производството на овошје во опадна за 2%, на 24,3 милиони тони. Италија, Шпанија и Полска се најголемите производители, со заеднички удел од 57%. Производството на јаболка падна за 4%, предводено од Полска, додека крушите пораснаа за 2%, со Италија на врвот. Производството на праски, пак, е концентрирано во Шпанија, Италија и Грција, кои заедно сочинуваат 91% од целосното количество. Поранешниот американски претседател Доналд Трамп изјави дека интензивно комуницира со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и дека му порачал оти војната во појасот Газа мора наскоро да заврши. Тој истакна дека САД и Израел продолжуваат да вршат притисок врз Хамас за ослободување на преостанатите заложници, споменувајќи ги напорите на специјалниот представник на САД за Блискиот Исток, Стив Витков, и хуманитарната помош за Газа. Американскиот државен секретар Марко Рубио додаде дека САД сакаат конфликтот да заврши и изрази уверување дека крајот на војната ќе дојде, без присуство на Хамас. Британската консултантска фирма Lumen од Кардиф воведе радикално флексибилен модел на работа, дозволувајќи им на вработените сами да ја распоредат својата 32-часовна работна недела, дури и да ја распределат во текот на 7 дена, ако така им одговара. Иницијативата доаѓа по успешно тестирање на 4-дневна работна недела, која резултирала со зголемена продуктивност, повисоко задоволство и ниту едно напуштање на работа. Новото правило дозволува целосна автономија, се додека се исполнуваат зададените цели. Единствената обврска е колективен ангажман од 3 часа неделно за состаноци и тимски обуки. За извршниот директор Алед Нелмс, ова е чин на доверба кон вработените, базиран на самодисциплина и лична организација, иако признава дека моделот не е погоден за сите. И покрај достапната флексибилност, поголемиот дел од тимот останува при традиционалниот распоред, со повремени адаптации поради семејни или лични обврски. Оние што го користат новиот пристап сведочат за подобар баланс меѓу работата и приватниот живот, особено семејствата, кои добиваат можност за пониски трошоци и повеќе слободно време. Сепак, ваквиот модел е применлив главно во сектори каде работата се изведува од далечина и се управува според резултати. Со
Сончево време со мала до умерена облачност. Попладне во источните делови се услови за локален краткотраен дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од јужен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 9 до 18, а максималната ќе достигне од 27 до 34 степени. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Минималната температура ќе се спушти до 14, а максималната ќе достигне до 32 степени. Како што соопшти управата за хидрометеоролошки работи, до петок времето ќе се задржи претежно сончево и топло, со постепен пораст на дневните температури. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. За време на викендот времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Во сабота ќе дува умерен до засилен југозападен, а во недела ветерот ќе го смени правецот во северен.